Ја следите утринската програма на Телма. Добре дојдовте во рубриката Да си кажеме. Ова утро гостина е професорот Александар Петличковски. Доктор Петличковски, добро утро, добре дојдовте во студиото на Телма. Добро утро и добро ве најдов. Тема е секако актуелниот нов бран на COVID-19 во Европа и на првите регистрирани случаи на мајмунски сипаници во регионот. Докторе, што би требало да не загрижува повеќе? Па во моментов немаме простор за паника нити од едната, нити од другата причина, но мислам дека ковидот сепак има повеќе потенцијал малку да ни ги закомплицира работите во следниве месеци, отколку мајмунските сипаници. Ајде да одиме со ред. Една нова студија за мајмунските сипаници кои во меѓувреме стаса во регионот. Грција ги забележа првите случаи, Хрватска исто така. Бугарија исто, да. Бугарија, така што во околината ја ги има. Многу веројатно е да се појави првиот случај и за очекување во Македонија. А една нова студија и покрај насоките од Светската здравствена организација дека засега тие не представуваат глобална закана за човештвото, покажува дека вирусот се шири толку брзо поради склоноста кон мутации. Иако станува збор нели за вие тоа стручно ќе го објасните за ДНК вирус кој не се шири толку брзо како РНК вирусот како ковидот, меѓутоа сега мутира повеќе од очекуваното и тоа е таа скриена опасност сушто. Да, точно тука е поентата. Повеќе од очекуваното, бидејќи во принцип ДНК вирусите не се склони на брзи и чести мутации. Кај оваа верзија, кај овој вирус е забележано некое отстапување, малку зголемување на стапката на мутации кои што се забележуваат, но тука останува опасноста од мајмунските сипаници, значи малку почесто се јавуваат мутации од она што се очекува, но и овие веќе поминати се и 2 месеци од појавувањето на мајмунските сипаници на глобално ниво, не се случи некој драматичен раст, некое страшно проширување, се уште се води на тие повеќе ризични групи, се уште е ограничено проширувањето на инфекцијата, така што се уште останува внимателноста, но само толку внимателност, место за паника во овој момент нема. Што станува со процентот на смртност? Исто така се регистрирани мал број на смртни случаи поради новиот бран на мајмунски сипаници, бидејќи јасно е дека тие мајмунски сипаници од време на време се појавуваат и тоа претежно во Африка, меѓутоа колкав е процентот на смртност? Главно во Африка, Конго, Нигерија, но исто така и имало аутбрейци, односно побегнување на вирусот и на кај европски земји и во минатите години. Годинава бројот на регистрирани случаи во различни европски земји е малку повисок од оние историски одметнувања на вирусот, но секако смртноста е исклучително ниска. Тука постојат 2 соја на мајмунски сипаници, на вирус на мајмунски сипаници. Еден кој предизвикува малку поголема смртност и друг кој е прилично благ, се е поврзан со благ клинички тек на болеста. Ова што сега циркулира низ Европа е благата варијанта и од таа причина оваа ниска смртност која што се забележува. Исто така, вакцинацијата за големи сипаници, односно за вариола, која што пред 50 години беше етаблирана и прилично масовно употребувана апсолутно, за да дојде до ерадикација на вариола вера, дава значаен имунитет, кој некаде и над 85% се мери во однос на овие мајмунски сипаници, така што таа возрастна група која ја има примено вакцината, претежно повозрастните граѓани. Да, граѓаните над 50 години. Но тие се секако заштитени. Ние обично со вирусните инфекции гледаме дека потешко поминува болеста кај тие граѓани кои се во поодмината возраст, ако постарите ни се заштитени некако со претходната вакцинација, останува оваа млада, релативно поздрава возрастна, млади по возрастни групи и од тој аспект повторно не гледаме некој значаен ризик или предизвик кој мајмунските сипаници. Значи, покрај неочекуваните мутации кои можат да ја расшират болеста побрзо, не би требало да се очекува и тежок тек на болеста. И не би требало да се смртност? очекува и секако не би требало да се очекува ширење на ова инфекција како што тоа го гледавме кај ковидот. Ке ми дозволите да прочитам дел од нова рецензирана студија објавена пред 2 дена во медицинското списание Nature Medicine. Новиот вид на мајмунските сипаници има во просек 50 мутации во примероците, што ги испитуваа португалските истражувачи, додека вообичаено очекуваа само 10.
Неочекувано големиот број генетски варијации во варијантата на мајмунски сипаници, што моментално се шири, сугерира дека вирусот може брзо да се прилагодува со можни импликации за стапката на пренос. И сега, уште истражувачкиот тим во студијата пишува: нашите податоци откриваат дополнителни индиции за тековната вирусна еволуција и потенцијалната човечка адаптација. Тоа е Преведено? една од насоките каде би можела да замине оваа нова инфекција, но не најверојатната. Најверојатното е дека бројот на случаи ново откриени ќе стагнира. Веќе има најава за регистриран ефикасен лек. Се разговара за вакцинирање по Европа главно на ризичните групи и од таа страна мислам дека дополнителна заштита и дополнително ограничување на ширењето ќе видиме многу брзо. Со оглед на тоа што станува збор за вирусна инфекција, се пренесува каков е преносот, накусо да објасните, и какви се симптомите, слични на грип, меѓутоа објаснете подобро? Главните симптоми се температура, кашлица, ретко накај пневмонија или енцефалит одат компликациите од оваа болест, исип кој е главно концентриран на периферните делови на телото, значи на прстите, на ноцете, на рацете, малку во централниот дел во торзото. Исипот е прилично карактеристичен. Точно тие ефоресценции, тие промени на кожата се најзаразни, значи секрет или красти од овие промени на кожата се заразни за нови луѓе. Најчесто ова е зооноза, ова инфекција е зооноза, што значи дека најчесто се пренесува од разни глодари и други животни на луѓе, но, како што реков, секретот од промените на кожата е исто така заразен и забележано е и потврдено е ширење со помош на капки, дишни капки, но за тоа да се случи неопходен е интензивен, долготраен, близок контакт. Значи, на поминување, на искашлување, не е веројатно дека ова инфекција може да се Кога прошири. зборуваме за пренос од човек на човек, како се заразиле тогаш овие луѓе? Например, првите случаи во Бугарија, во Хрватска, што се регистрирани? Не знам точно за секоја епидемиолошка анкета, но во принцип, луѓето, мажи кои имаат секс со мажи, се најизложени на оваа на сличен начин како што се пренесуваше сида, например, вирусот. Меѓутоа, зашто само секс со мажи, а хетеросексуален однос не е загрижувачки, не пренесува? Постои можност и кај хетеросексуален однос да се прошири овој вирус, но многу помала е веројатноста отколку кај овој хомосексуален помеѓу мажи однос, значи тие се најизложената. Но тоа е збунувачки, ако се пренесува преку пот, преку допир на телото, тогаш зошто само преку мажи? Тоа не е само допир на телото, туку е допир на телото каде што има нарушен интегритет на слузница, на кожа, значи не е доволен допир на телото кожа со кожа интактна, тука нема пренос, но со телесни секрети и присутни ранички на кожа, на слузокожа, тука е шансата за влез. Но рековте и со подолготрајна комуникација преку пренос на овие аерокапки. Комуникација, значи бакнежи веројатно долготрајни, во тој смисол блиска, интензивна комуникација кога повторно има некакви секрети во поголема количина присутни. Како ние во Македонија го очекуваме првиот случај на мајмунски сипаници? Што значи во смисла надлежните, вие како Комисија за заразни болести, подготовка на некое ниво? Или Да, ние имаме испратено информација и до матичните лекари и до центрите за јавно здравје во државата, да бидат на алерт, да бидат внимателни, доколку најглавниот критериум за да се размислува за мајмунска сипаница е ова присуство, значи доаѓање од Африка или некоја од земјите каде што веќе се регистрирани случаи на мајмунска сипаница, ризичното однесување исто така и епидемиолошката анкета во овој момент не само кај нас, секаде е првиот индикатор дека треба да се помисли на мајмунска сипаница. Имавме пред 2 недели еден сомнителен пријавен како сомнителен случај од тетово, ми се чини, на мало дете, но нашите инфектолози при првиот поглед заклучија дека тоа не е мајмунска сипаница, дека е некаква стафилококна кожна инфекција со промени кои ги дава на прстите слични како кај мајмунски сипаници, тоа испадна така. Значи, не е многу тешко, ние во моментов се уште немаме дефинитивен тест кој ќе го потврди или ќе ги отфрли мајмунските сипаници како причина за болест, но велам дека клиничката проценка е сосем солидна за да го
скринира на некој начин ризичниот случај, а за потврда се уште преговараме и верувам дека за скоро дали во Србија или во Бугарија би имале можност да ги тестираме овие сомнителни случаи, да кажеме. Зошто не сме во состојба самите дома да обезбедиме тестирање за мајмунски сипаници? Затоа што до скоро мајмунски сипаници не се тестираат рутински, кога како и кај ковидот, кога се појавува некоја емергентна инфекција и ризична за јавното здравје, се почнуваат да се создаваат тестовите, некаде се создадени, кај нас немаме индустрија која би можела да ги произведе овие тестови и очекуваме да ги набавиме. Значи, овие тестови не биле од интерес за светот пред месец дена. Сега се од интерес, некаде се произведуваат. Ние сме побарале од Светска здравствена организација да добиеме китови за тестирање. Значи, ни требаат реагенсите, целата технологија, како и за ковид, ја имаме и мислам дека навистина скоро ќе имаме можност да тестираме. Значи тестови немаме, имаме ли лекови што како терапија за мајмунски сипаници или пак вакцини? Бидејќи беше информација споделена дека Комисијата за заразни болести размислува да набави вакцини за мајмунски сипаници. Се уште размислува, односно го дискутира овој. Значи ние реално во моментов немаме некоја опасност, немаме не знам ризик за ширење неограничено, неконтролирано на болеста. И се уште сме на таа дискусија дали треба да се набавуваат. Во секој случај, вакцините не би се набавувале за целото население, би се набавувале за одредени ризични групи. Што се однесува до лековите, таа во 99% по терапијата, во 99% од случаите е симптоматска, намалување на температурата, внес на течности, рехидрација и овој лек кој ЕМА го одобри во Европската медицинска асоциација го одобри во 2022 година, антивирусен лек, се уште не е достапен кај нас, не е регистриран. Веројатно повторно некако со тие механизми на СЗО, бидејќи има доста дискусии во моментов, конкретно најголем дел од земјите во Африка се бунат бидејќи десетици години болеста е присутна таму, никогаш не се разговарало за обезбедување на терапија или за за обезбедување на доволни количини на вакцини, но во таа насока веројатно би можеле да добиеме терапија која што повторно не е критична за спасување на животот, бидејќи исклучително ретко станува збор за тешки животозагрозувачки инфекции. Бидејќи сте прилично уверени дека до поголема драма во однос на мајмунските сипаници во Македонија нема да дојде и во таква насока делува и Комисијата за заразни болести за сега. Значи во комисијата, да, ова да го подрасчистиме, во комисијата има различни мислења. Некои мислат дека се работи за многу опасна состојба, некои мислат дека се работи за бенигна состојба. Во моментов немаме индикатори дека нешто бргу, лошо може да се случи. Но секако дека ги дискутираме сите варијанти и дека работиме на обезбедување на тестови, тоа ни е првиот чекор кој може да го спремиме, организираме, и вториот чекор ни е веќе обезбеден. Ако се појави сомнителен случај, знаеме како со примена на која истата опрема за заштита лична на лекарите со возило на брза помош треба да стигне до инфективна клиника. Тој дел ни е решен, договорен, да кажам. Значи патеката за справување, за згрижување на сомнителните случаи ја имаме разработено. Кога ќе стигнат на инфективна клиника, повторно епидемиолошката анкета, клиничкиот преглед ќе кажат дали се работи за сомнителен, доколку дојде до таква ситуација, сомнителен случај или несомнителен случај. Во моментов планираме, рачунаме на тој сомнителен случај да биде расчистен негде во соседството, додека не стигнат реагенсите, а тоа би требало да се случи навистина во период од денови. Добро, во меѓувреме лекарите од инфективната клиника се одморија, заслужениот одмор, се екипираа повторно? Одлично се одморија и спремни се за нови предизвици. Во функција? Комплетно, да. Значи подготвени сме да ги дочекаме и првите случаи на мајмунски сипаници ако ги има и веројатно новиот бран, ако завршивме со мајмунските сипаници, рековте во вашето воведно излагање дека она што може да ни создаде поголеми проблеми во текот на летото, да ни го искомплицира на некој начин е ковидот повторно. Така е, според она што го гледаме од Европа и од околината, па и кај нас некои знаци се појавуваат, пореална опасност за притисок на целокупниот здравствен систем е повторно ковидот. Каква е сега состојбата? Сега состојбата е многу добра, бидејќи во болниците имаме помалку од 10 луѓе хоспитализирани заради ковид, а тоа беше
клучниот параметар според кој судиме дали е состојбата под контрола или не е под контрола. Значи има многу слободни болнички капацитети, нема многу сериозно тешки болни и нема наплив, односно заробување на болничките капацитети. Она што малку ни го подига степенот на внимание е порастот релативен на бројот на случаи, можеби некако апсолутна бројка, но секако како процент на позитивни тестови. Значи, ако во најдобрите периоди имавме под 5% позитивитет, сега минатата недела стигнавме и до над 10, 11, 12% на позитивни тестови, значи на некои 700 можеби вкупно направени тестови, имавме над 100 позитивни случаи. Повторно, во моментов, месеци наназад, тоа е и стратегијата која светот ја прифаќа воопшто, бројот на позитивни случаи не треба да не загрижува, треба да не загрижува бројот на хоспитализации и бројот на критични болни. А по овие два параметри последни стоиме многу добро. Затоа мислам дека во моментот... Добро, но рековте дека во текот на минатата недела стапката на позитивни тестови од тестираните од 5% стаса двоцифрена, веќе 12%. Да. Дали тоа за некое време ќе доведе до зголемен број и на хоспитализации? Ако тој тренд продолжи, секако дека од поголем број на новоинфицирани ќе има и поголем број на хоспитализации. Но податоците од Америка, од Велика Британија, од Португалија зборуваат дека овие нови инфекции, најчесто предизвикани од Омикрон, BA4 или BA5 варијантите, се придружени со поблаг клинички тек. Сега тука нема да навлегуваме дали вирусот толку е изменет или пак оној имунитет што сме го складирале 2 години и повеќе веќе наназад, е пресуден за поблагиот клинички тек. Јас мислам дека веројатно и двата елементи носат нешто во оваа состојба, но факт е дека се гледаат помалку хоспитализации, дури споредено и со BA1 и BA2 Омикрон варијантите. Колку изнесува кај нас во Македонија бројот на активни случаи сега, деновива? Немам точна бројка, денес баш ќе имаме пресек од минатата недела и ќе ја имаме. Трицифрена е секако бројката, да, трицифрена е, но близко веројатно случаи. Не сум сигурен во моментот. Добро, ширењето на Омикрон, односно појавата на новиот овој летен бран на Омикрон во Европа е поради зголемената фреквенција, патувањата, летните одмори. Еве се зборува во Грција за силен пораст, значителен пораст и тоа токму поради журките на забавите на Миконос, на другите грчки острови. Италија е исто така во растечки тренд, Шпанија, Португалија, значи сите земји Медитеранот, морето каде што има зголемена фреквенција на туристи и ковидот се шири. Зошто би се ширил во Македонија? Една карактеристика интересна и малку чудна на BA4 и BA5 варијантите, на кои велам се должи најголем број од новите инфекции овие денови, е дека тие на некој начин не го признаваат имунитетот од BA1 и BA2 варијантите. И вклучително не го признаваат или не го земаат за сериозно имунитетот остварен со вакцините. Сега, за имунитетот денес према COVID знаеме дека има одреден рок на траење. Кога ќе поминат 6 месеци и од вакцинација и од прележана болест, шансите за нови инфекции се значително растат. Кај нас, во Македонија, ние имавме релативно бурни 2-3 месеци пред да почне летото. Имавме значајни бројки и голем дел од населението стана позитивен, односно прележа Омикрон инфекција. Сега, колку и да има избегнување на имунитетот остварен после BA1 и BA2 варијантите, сепак таа свежа инфекција пред 2-3 месеци секако обезбедува некаков имунитет. Тој имунитет е многу ефикасен во спречување на тежок тек на болеста, но исто така е ефикасен во првите месеци особено и од нови инфекции. Затоа неколку недели имавме слободни, јас мислам дека ќе бидат и неколку месеци. Во Македонија, како закасни кај нас Омикронот заради можеби не така стрикното почитување на рестрикцијските мерки, ние имавме релативно свежо опфаќање на населението со Омикрон 1 и 2 и тој имунитет 2-3 месеци секако ќе трае за држање на бројот на нови инфекции, на нови случаи под контрола. Но кога ќе поминат тие 2-3 месеци, вакцините во моментов се на стендбај во Македонија комплетно, скоро никаков интерес
нема за вакцинирање, освен таму каде што е потребна задолжителна трета доза за влез во државата Америка, например. И кога овој имунитет од BA1 и BA2 варијантите главно поминати во април, март, февруар ќе избледне, тогаш можеме да очекуваме позначаен пораст. Во Португалија, например, каде што главно имунитетот се базираше на многу висока стапка на вакцинација, тие и први, и брзо, и многу ефикасно го опфатија населението со имунизација, тој имунитет од вакцините избледнеа и затоа во Португалија први го доживеа овој пик со BA5 конкретно варијантата. Кога станува збор, велите, новите подваријанти на Омикрон го заобиколуваат стекнатиот имунитет, колкав е бројот на реинфекции во Македонија досега, во изминатиот период? И дали лабораториите во Македонија знаат да специфицираат кој вид на под Омикрон е? Има можност, да, има можност, но за најточни податоци за варијантата, за вирусната варијанта да имаме, треба да се прави секвенционирање, тоа значи да се определи комплетниот вирусен геном, целокупниот генетски материјал на вирусот. Тоа е скапа постапка и рутински не се прави. Се прави во богатите земји и затоа тие знаат, најдовме нова варијанта. Кај нас имаше некоја, се прават и секвенционирање, но се прават инцидентно. Се прават, не знам, на 100 примероци, еднаш неделно, еднаш месечно, во зависност од достапноста и на китовите. Има и замени како се развиваат технологиите, можно е и со одредени PCR тестови, овие рутинските за позитивен, негативен проценување, да се можеше да се разликува, например, BA1 или BA2 варијантата од постарите COVID варијанти, корона варијанти. Сега, за BA4 и за BA5 варијантите, PCR-от не е доволен да ги разликува, исто како што не е доволен да разликува некоја нова варијанта која би се појавила. По однос на бројот на реинфекции, ние немаме релевантни, да кажем, податоци за реинфекциите, бидејќи малку ни се тие тестирањата испаднал позитивен, има реинфекција, ние не сме сигурни дека тоа не е продолжен позитивитет од старата инфекција, значи не би влегол во објаснување на тие бројки, бидејќи сметам дека не се многу релевантни, не се многу точни практично за. Добро, но она што веројатно. Но да, и во светот и кај нас со Омикрон, особено со Омикрон 4 и 5 се очекува зголемување на бројот на реинфекциите. Да, и што може би звучи загрижувачки, иако сме на почетокот на летото на некој начин, ако во текот на летните месеци порасте бројот, што можеме да очекуваме во текот на есента, кога вообичаено е зголемени шансите за пренос на вирусни инфекции и растечки трендот, ако да. Ќе дочекаме ли есента со полни болници на некој начин? Значи за полни болници не би истрчувал, но со зголемен број на случаи многу е известно дека ќе ги дочекаме. Лани, например, имавме најголем пораст околу 31 јули и тука на почетокот во август. Тоа си е, значи, една интеракција од колективниот имунитет и од активноста и појавата на нова вирусна варијанта. Сега новата вирусна варијанта ја имаме. Колективниот имунитет ни е во овој момент задоволителен, релативно добар, но како ќе поминуваат неделите, овој тас ќе стежнува, а циркулацијата на новата варијанта ќе биде олеснета. И затоа е логично да очекуваме дека со приближување на есента бројките на нови случаи веројатно ќе растат. Од она што во моментов го гледаме, не очекуваме да имаме, значи во ниедно сценарио не очекуваме да имаме преполни болници и многу мртви. Бидејќи овие 2 години искуство кое што го имаме имунолошко, секако ќе има ефект во справувањето со новите варијанти. Значи следниот евентуален поголем бран не би требало да достигне ни по број на случаи толку колку што беа оние најголеми бранови во текот на Делта со и претходно. Предпоставувам да, нема да достигне, но сакам да потенцирам дека бројот на нови случаи е ирелевантен. Релевантна исполнетоста на капацитетите и тешките случаи. Што станува тогаш со воведување повторно со оглед на тоа што рестрикциите се комплетно укинати? Да. Дали се размислува во комисијата за враќање на дел од рестрикциите и кои би биле тие? Секако се размислува. Најпрви во редот на враќање на рестрикциите би биле повторно маските и дистанцирањето, затоа што во моментов препораката од
Комисијата за заразни болести е маски да се носат само во здравствените институции и во овие објекти кои згрижуваат стари изнемоштени лица, како најризична група, но факт е дека имавме и во изминатите месеци препорака за зачувување на маските и во аптеки, и во јавен превоз, но факт е дека таа препорака не се почитуваше. Сега, доколку дојдеме во ситуација, оние индикатори, исполнетост на капацитетот кој ги изборувавме пред летото, исполнетост на болничките капацитети и процент на хоспитализации се влошат, дојдеме во портокалова зона, маските се првите кои се враќаат. Исто така планираме да се вратиме на кампања, односно да почнеме кампања за вакцинацијата, бидејќи во сите овие изминати 2 години е јасно дека вакцинираните поминуваат подобро. И тука пак сакам да потенцирам и да апелирам дека не смееме да се надеваме оти омикрон варијантата, особено и овие нови 4-5 варијанти, и да не фатат ќе поминеме лесно, бидејќи доказ за такво нешто нема. Немаме гаранција дека ќе поминеме лесно, да, статистички е веројатно дека ќе поминеме лесно, но немаме гаранција. И второ, исто што се повеќе се зборува во светот, помеѓу 10 и 30% од луѓето кои поминуваат ковид имаат долгорочни последици во форма на долг ковид кои траат 3, 6 па и повеќе месеци. Значи, го немаме тој луксус да одиме на инфекција со ковид за да направиме имунитет, а да ризикуваме долг ковид потоа. Добро рековте, ќе се вратите на кампањата за имунизација. Колку ви се процентите, до каде стасавме? Стасавме до 45%? Да, стасавме, особено кога ги зедовме во предвид бројките од новиот попис и тука наеднаш на 1.800.000 ни порасна опфатот. Да, сме и над 50%, но реално, тие се реални бројки претпоставувам. Сега ќе се вратиме на кампања во смисол да ги објасниме придобивките од вакцинацијата. Во меѓувреме, компаниите во светот работат на надградување на старите вакцини, бидејќи главниот аргумент на тие противниците на вакцините е зашо ми е потребна вакцина кога и вака и така се заразувам. И вакцинирани навистина може да станат позитивни, ама онај клучниот момент дека вакцинираните скоро сигурно поминуваат лесно, тоа треба да се потенцира и да стане јасно на сите. И повторно, вакцината, особено овие во најава вакцини, кои се навистина многу близко до нас, например Модерна компанијата има една бивалентна вакцина која вклучува и оригинален сој и омикрон сој кој е ефикасен за, вакцината е ефикасна и за BA4 и BA5 варијантите. Значи бустер, евентуално теоретски зборувам, со ваква бивалентна вакцина која би била соодветна за омикрон, сигурно дека ќе го намали и бројот на нови случаи. Тоа е особено важно за постарата популација, за хроничните болни, оние кои беа најмногу на удар и најмногу настрада во изминативе месеци. Значи, вакцина на Модерна е достапна во Македонија сега? Не е достапна во Македонија, не е достапна ни во светот, но е пред официализирање и пред регистрирање. Кои вакцини се во моментов достапни во Македонија ако некој сака да се вакцинира? Ние имаме во моментов Pfizer и имаме Модерна од оригиналните вакцини и тие две се единствено достапни за вакцинација. Се разговара за набавување на оваа бивалентна вакцина, која, велам, и во светот е во процес на регистрација и станува достапна, така што до есен претпоставувам дека има реални шанси за некаде и за прв удар, а некаде за бустер доза да ја имаме оваа бивалентна вакцина. Сега кога станува збор за тие невакцинирани, 50% од населението, односно за овие што се вакцинирани со 2 дози веројатно, какви се препораките во координација со Светската здравствена организација на нашата Комисија за заразни болести? Кој се треба да оди на бустер доза? Третата доза треба да ја примат сите. Зошто? Затоа што како кампањата вакцинална почна пред повеќе од година, оние кои што први се вакцинира, особено кај нас, нели први во редот, па и во светот беа постарите, повозрастните луѓе. Почнавме со вакцинација на популација над 70 години. Тие се прво малку со послаб имунитет, второ се вакцинирани пред повеќе од година дена. Значи од тој имунитет кој што се вакцинирале, го стекнале тогаш, сега има останато многу малку. Значи тие се апсолутно повикани да први да
примат бустер доза. Понатаму, хроничните болни, исто така. Има луѓе кои што се на имуносупресивна терапија, кај нив и регуларната вакцинација не предизвикува задоволителен одговор на вакцинацијата. За нив се препорачува и трета и четврта доза. Добро, не за чувствителните категории за повозрастните, зборувам за она условно Трета доза се препорачува за комплетното население и во светот и кај нас. Ние дополнително во Комисија за имунизација разговаравме минатата недела, ми се чини, и донесовме заклучок, односно препорака повторно, дека и четвртата доза ја ставаме достапна, и четврта доза ставаме достапна за оние кои сакаат. А при тоа најмногу мислиме на овие со вакцинација пред повеќе од 6 месеци, каде што реално имунитетот е ослабен, затоа што има многу научни сериозни докази дека и таа старата вакцинација, иако не е специфична за омикрон, во одреден период кој е пократок од колку кога се однесуваше на оригиналната варијанта, но и за омикрон обезбедува дури и 2-3 месеци без инфекција, а секако многу ги намалува шансите за тежок тек на болест. Добро, во наесен очекувате школската учебната година да почне нормално со посета на физичка настава во средните основните училишта и на факултетите? Дали и студентите ќе се вратат во амфитеатрите? Мислам дека е апсолутно потребно да се вратат во амфитеатрите и ако се одвиваат вака или во рамките на ова што го гледаме сега работите, тогаш нема никаков проблем, бидејќи и во светот се тежнее веќе некое време да прифатиме дека вирусот е тука, но не предизвикува, ако е населението имунизирано, не предизвикува сериозни проблеми и треба да живееме со него, да го имаме овде, но да не ограничува во никакви социјални или животни активности. Значи, за официјално прогласување на пандемијата за завршена, за официјален крај, она што беше почеток на 11 март 2020-та, се уште не се размислува? Во овој момент не, да, баш и препораките од Светска здравствена организација се за подигнување на нивото на внимателност, бидејќи бројките ширум светот растат. Професор, ви благодарам многу за гостувањето во утринската на Телма и за исцрпните одговори. Благодарам за поканата. Почитувани гледачи, останете со нас, следуваат редовните рубрики во утринската на Телма.